Рускиот пилот на хеликоптер Максим Кузминов пребегнал во Украина во август 2023. Се преселил во Шпанија, започнал нов живот под лажен идентитет. Минатиот месец, телото на Кузминов изрешетено со куршум и беше пронајдено на паркинг во Јужна Шпанија. Русија ги отфрли обвинувањата за убиството. Но директорот на Московската надворешна разузнавачка служба го опиша Кузминов како морална жртва затоа што пребегнал. Аналитичарите предупредуваат дека убиството е најновиот пример за тоа како разузнавачките операции на Русија се зајакнати откако Европа исфрли стотици осомничени шпиони од Кремљ по целосната инвазија на Украина од страна на Русија 2022. Европејците беа сигурни дека руските шпиони повеќе не се таму, дека нивните способности се значително намалени. Но проблемот е што тоа не е така во реалноста. Тие се помоćни од кога било. Руските државни медиуми минатиот месец објавија дека пресретнале телефонски разговор меѓу висши офицери на германските воздухопловни сили кои разговара за испорака на ракети со долг дострел Таурус на Украина. Киев предупреди дека цела мрежа руски шпиони действува во Германија. Француските разузнавачки служби ја истражуваат кампањата поддржана од Русија, чија цел е да се вмеша во јунските европски избори. Франција минатиот месец предупреди дека Европа е под информативен напад од Русија. Тие се уште инвестираат милиарди во разузнавачки операции во Европа, развивајќи способности дизајнирани за мешање во избори, радикализација на различни општествени, етнички, религиозни групи, инвестирајќи милиарди во политички послушници, кои всушност можат дури да дојдат на власт во одредена земја. Аналитичарите велат дека Москва се повеќе работи од домашно тло и ги координира странските полномошници за извршување на своите операции, вклучувајќи организирани криминалци и странски државјани од политички и деловни кругови. Во Велика Британија, Германија, Норвешка и Полска, но и некои други земји, во тек се судење на осомничени шпиони кои работат за Русија. It's not any more ideological fight. It's not like communism fighting, Не се работи за идеолошка борба. Тоа не е како комунизмот да војува против капитализмот. Авторитарните земји се обидуваат да го уништат Западот како упориште на демократијата, слободата и човековите права. За нив ова е екзистенцијална борба. Во меѓувреме, директорот на ЦИА, Вилијам Барнс, неодамна напиша дека незадоволството од војната во Украина представува можност еднаш во една генерација за западните разузнавачки агенции да регрутираат руски шпиони.